Еве сме во кујната, како и секое утро. Во предсред на великденските празници. Марко, се зарадување. Овој пат само да знаете дека не е посебен рецептот, грчки јогурт ќе употребиме денеска. Шеф, мајстор на кој да... Чекај. Мала шега. Биди шеф до крај. Ќе си ја расипам фризурата. Една фризура. Сега... Да видам? Одличен. Знаеш дека покажуваш траекторија дека ќе треба да заминам од утринската. Зошто? Ќе да направам некоја телма кулинарско шоу. Кој што ќе се дава во утринска? Ќе се дава утринска. Не те даваме. Што е денес на мени? Хартија за печење не требаше во овој случај. Ама секогаш имаш план Б и тоа е добро. Па, еве се вака ќе направиме. Ни треба банана. Ќе ја сецкаме. Добро, нешто друго шефа да не ви треба? Не, само ти уживај го денот. Ајде. Плюс, знаеш како велат, мастило боја, всушност е кралска боја. Чувствувај се. Благодарам. Инаку, денеска... Индиго. Индиго боја, така е, да. Денеска што? Денеска правиме некое добро блакце и вака сега. Одиме банана. Банана, веројатно секој има во секој момент дома, најискористено овошје, така што можете да ја конзумирате на најразлични начини. Еве еден од нив денеска. Да. Исто така Марко го виде по социјални мрежи, што нели не е нешто ново, денес може секој од вас да си разгледува се и се што и да си добиете инспирација. Да. Ако тоа не можете вие да го направите, тука сме ние да го направиме за вас. Инаку, след ова се прави на хартија за печење, бидејќи ние изумивме, ќе го направиме тоа во ваква чинија, потоа ќе ја ставиме во ладилник, поточно во замрзнувач, за да може да се стегне како... Па знаеш како? Ќе ја донесеш кога јас ќе бидам во кујната со Вероника. Да го проба, да го дегустира. Да. Одлично. Одлична идеја. Во пресред на она што ќе се случува првенство во спортски центар Борис Трајковски, видиме коинциденција се случи кога вчера со Цеце телефонски ја побаравме да се договориме за денешното наше будење, практично таа веќе е пробудена со своји клиенти утринава, таа веле нема да ја пречи на мојата клиентка малку да земе оддишка од можеби редовните активности. Нашата боди фитнес инструкторка, една преубава, згодна дама, која што утринава ни се јавува токму од незината работна фитнес канцеларија. Катерина Попева утрово со Телма телевизија. Кате, добро утро. Добро утро, Кате. Добро утро, добро утро. Не знам дали не гледаш што правиме во моментот. Чекај, прво да видиме со што ќе ни наздравиш, кафе? Со кафе, ова ми е второ кафе, јас сум станата во 5 часот. Знаеш како ние сме тука поделени на тим што пие кафе, тоа сум јас и Ивана, и тим што не пие кафе, тоа е Марко. И мора да признаеме дека има се поголем број на луѓе што се во тимот на Марко, ама ти не само што си во нашиот, туку и предводиш, бидејќи ти е второ уште во 7 часот. Така, јас повелете ви го стапувам точакот на мојата клиентка да почне да се загрева. Кате, веќе сте во фитнес сала, предпоставам, така? Да, веќе сме во фитнес салата, еве сме тука. Прекрасно. Работно, јас веќе го направив моето кардио, моето... Тоа сакам да прашам, веќе твојот прв тренинг е завршен? Да, за малку ќе ме фатавте дома во бикини, затоа што секој утро вежбам позирање. Требаше така да се уклучиме. Требаше. Кажи во колку часот да ти се јавиме, кога позираш? Секој утро, некогаш во 6, некогаш во 7, во зависност како имам закажано со клиентите. Кате, зарем и тоа е тренинг, да се наместиш за поза? Па мислам дека тоа е дел од она представување. Тоа е путешко од кардио, бидејќи многу, да, тоа е изометриска вежба, цело време стоиш во стегната во позиција и колку повеќе ќе имаш кондиција да издржиш, бидејќи на преварите како европско и светско, тие што се поголеми надпревари, кога има elimination round и кога има споредби во позингот, но може да останеме до половина час на бина. Буквално сме препотени после тоа, така да јас не можам да си дојдам на себе од воспаление на недела после надпреварот. Именно, тоа сакам да споменам дека и твои колеги го посведочиле и го споделиле тоа како интересен податок кој не сме го знаеле. Мислам дека тоа е само поза која што ја представувате пред публиката, а всушност тоа е позиција која што нели има неколку позиции каде што нели самата мускулна категорија се појавува, меѓутоа стоите за да ве фотографираат, да се погледнат мускулите до каква форма се доведени. Така што добро е што го спомена дека тоа не е само позирање. Не е само позирање, тоа е стварно 50% од работата која што си ја направил цела година, за да го покажеш
да го покажеш пакетот во најдобро светло. Па затоа ни ти се јавивме, затоа што немаше да можеш да збориш, Кате. Да, затоа сега... А кога сме кај позирањето, додека ти говориш, сигурно ќе погледнеме фотографии од апропово што го... Од испозирана Кате. Да. Така што го заврши тој процес, меѓутоа, ние нели знаевме да често пати да сме те прашале како го започнаш денот и така натаму, знаеме дека тоа се некакви спортски тренинзи, мотивацијски да се и меѓу другото не само себе и клиентите предизвикаш, меѓутоа со Цеце се восхитуваме на твојата приказна. Имаше прилика да ја посетиш Јапонија за прв пат, Кате? За прв пат, да, многу интересно искуство, многу интересна култура, мислам, тоа воодушевена сум, се уште сум под импресија од тој натпревар. И сега интересно е што следното светско е во Кина, така да фативме на кај Азија. Овој пат, да. Во тој дел од светот. Кате, пред да најавиме што се ќе се случува викендов и зашто се подготвувате, може, бидејќи оваа рубрика ни се нарекува будење и ти си веќе пробудена, да ни ги раскажеш твоите утрински ритуали. Освен што си утрински човек и веќе во 7 имаш испиено второ кафе, кои се оние останати работи? Дали секојдневно денот започнува толку рано или само кога имаш тренинзи со клиенти? И дали има се поголем број на клиенти кои што сакаат тренинзи во рани утрински часови, пред нели да започнат работните обврски? Да, вака интересен податок е што луѓето генерално сакаат повеќе наутро да вежбаат. Да речеме, мојот работен ден е поделен во во два дела веројатно. Во два дела, да. Меѓутоа се повеќе и повеќе наутро имам повеќе работа што многу ми се допаѓа. А и сега во зависност од работните обврски кој каква работа работи, кога може нели посвети време за тренинг. Меѓутоа супер е што луѓето почнаа рано да вежбаат. Мојот ден уште од средна школа, јас уште многу мала сум хиперактивна, започнува наутро, дури да сум излегла претходно, нели во оние тинеџерски денови кога се излегувал многу. Јас веќе во 7, во 8 сум на нозе, а инаку сега станувам секој ден во 5 часот, најкасно во 6. Леле, секоја чест. Ова е почита на клубот 5 часот наутро на Робин Шарма, книгата која што цело време. И имаш ли некои утрински ритуали? Сакаш малку да си поседиш сама со себе, можеби тоа прво утринско кафе да го покрај тренинго за позирање, да го поминеш во мир, во тишина или сакаш гласна музика? Како ти се каков ти е начинот да си го започнеш денот? Јас, например, многу сакам музика и генерално слушам музика цело време. Некогаш и дури дека спијам во позадина имам така лајт музика пуштено. Меѓутоа има денови кога сакам да си слушам мислите и да сум сама со себе и кога не пуштам буквално ни социјални мрежи, ни телевизија, ни ништо. Тоа е сигурно се 45 минути до час пред да ми почнат било какви активности. Сакам да испијам едно време едно кафе сама со себе. Тука си правам организација за денот и најчесто правам некои манифестации кои што ми помагаат за предстојните надпревари, нели имам еден тефтер во кој што си ги запишувам сите манифестации и после ги додавам нови или постојано си ги читам. Прозорот ми гледа према Партизанска и буквално го гледам изгре сонцето од секој утро, кога има сонце или нормално. Да. И тука седам на терасата и тоа ми е еден ритуал кој што го правам секој утро. Може да сте виделе дека ставам и фотографии секој утро. Во моментот една поза убава. Кате, тоа секогаш го велиме со Марко, оние кои што се ранобудници, некогаш дури кога ни било тешко и ние да станеме за на работа, моментот со изгре сонцето е нешто што е навистина посебно за уживање и оние кои што не се ранобудници можеби треба да го доживеат тој момент за да станат. Веројатно многу делува. Така е. Апсолутно. Катуш? Дали ќе го одобриш овој оброк Марко денес што го прави? Не знам дали имаш прилика да гледаш нешто сега дека готвиме? Јас слушав пред да почнеме, слушнав дека има грчки јогурт, слушнав дека има банана и не знам друго што има. Да правиме некој здрав чоколада рецепт, поточно чоколада кој што ќе го направиме со подлога банана, грчки јогурт, мед и путе од кикирики, од одгора ќе ставиме црно чоколадо. Инаку си добра и вешта во готвењето, тоа може да го испробаме во некоја прилика во оброкот на денот. А најважно е тоа што се случи коинциденција, дека за време на овој викенд спортски центар Борис Трајковски ќе биде место домаќин и Скопје ќе биде место домаќин на уште едно првенство каде што
велиш ти се подготвуваш за уште една твоја успешна приказна. Да ни раскажеш ќе биде дали тоа првенство од отворен карактер за сите кои што не гледаат? Да, тоа ќе биде првенство од отворен карактер. Тоа е Купот на Македонија, кои што се квалификации за предстојните балканско и европско првенство. Ќе се случува утре во Борис Трајковски, во малата сала. Ќе биде од 3 часот на пладне, значи 15 до 17 часот. Така да од отворен карактер може да ве поканам ако сте слободни да дојдете, кој сака може да го посети надпреварот да дојде да го гледа. Супер. Колку учесници кате некои генерали кои што можеби ги знаеш и располагаш да не ги споделиш? Па вака, кај нас има така помалку учесници, бидејќи сме нели помала земја, меѓутоа секоја година не се знае, некога има повеќе, некога има помалку, се извинувам. До самиот крај, јас не знам колку учесници ќе се пријават, иако имаше сега некој лимит кога е крајот на пријавувањето, меѓутоа тоа само го знае претседателот на федерацијата, така да утре кога ќе одам на регистрација, тогаш ќе знам колку учесници ќе има. Значи, кате ти ќе се надпреваруваш утре, така? Да, морам да се, мислам, тоа е како задолжително, затоа што мора да се квалификувам за предстојните надпревари кои што следат од меѓународен карактер. Добро, тоа што значи дали ден пред надпревар имаш па некој друг посебен ритуал или? Па да, имам. Обично само што ќе станам, влегувам во штикли, му праќам форма на тренерот за да види во кој издание сум. Тоа што утринава го правеше. Да, да се договориме нели со таа физиолошка техника која што ја правиме, дали да пијам вода, дали да сопрам водата, дали да јадам сол, дали да не јадам сол, иако сега за ова првенство нели не ја правам до крај техниката, бидејќи се темпирам за балканско првенство кое што е викендот после Великден, а веднаш 2 дена после тоа летаме за Шпанија на европско. И тие се многу мали периоди во кои што може да се направи грешка и затоа гледаме сега секој ден ме прати тренерот како изгледам и што треба да правам, инаку моментално пијам по 8 литри вода и тоа ми е ужасно тешко. Колку? 8 литри? 8, да. Мене 2 литра ми беа проблем, а не 8. Не, знаете како велат, кате може ќе се согласиш, секој пат бидејќи има луѓе кои што апсолутно забораваат на моментот да се пие и детоксицира телото со вода од рано наутро, секој пат имајте шише до себе и ќе ве потсетува нели дека треба да го испиете и така ќе си ги имате. Цело време. Јас цело време имам литра и половина шиша, кој што го шетам со мене, дали во ташна, дали до мене во сала и пијам. Нели нормално секој спортист и секој човек треба да пие вода, да се регидрира. Колку повеќе пиеш, толку поише. Сега ќе одите во тоалет да мокрите повеќе, меѓутоа нели тоа е процес на детоксикација. Да, тоа е процес, да. И да пиете вода, тоа е многу важно, посебно треба нели мускулите, тативите се да е рехидрирано, бидејќи поготово луѓе што вежбаат може да се повредите. Исто така може да боли глава, така да вода треба да се пие дефинитивно. А дали колку повеќе пиеш, толку повеќе ти се пие. Така да. Да. А дали нешто во поглед на овие твои подготовки минува кафето или не? Тренерот дозволува? Колку кафиња на ден? Не минува ништо. Значи кафето генерално, јас ќе ви кажам според научни истражувања на светски нутриционисти, не е штетно, напротив е многу здраво, доколку немаш проблем ти да ти прави некаков тремор бидејќи има внатре таурин, што ми јас сум толку резистентна викам и на кофеин и на таурин и на се, можам да пијам кафе да си легнам. И можам да си легнам, јас пијам по 5-6 кафиња на ден, не ми смета, единствено што мислам, мене ми помага затоа што самото кафе е диуретик, нели, исфрлаш исто така, меѓутоа внимавам во последните денови да не претерам многу за да не се дехидрирам премногу, бидејќи тогаш исклучувам и сол, така да не направам некој дисбаланс на минерали, затоа што се исфрлаш, инаку кафето е супер работа за оној кој што не му смета нормално. Супер, само уште на крај, бидејќи ја спомена солта, а во процесот нешто баш околу исфрлување и истребување малку повеќе солта. Што создава всушност солта кога конзумираме премногу во текот на денот? Кате? Значи вака, сол треба да се конзумира, не треба да се исфрла. Колку отприлика од 5 до 8 грама велат? Вака, од 3 до 5 грама треба секој нормален човек кој што има некаква активност, вежба, тој што не вежба, еве да речеме 3 грама сол. Нели, ние сме поднебе, ако сте приметиле, кој што пати од проблем со тироидната жлезда заради недостаток нели на јод. На јод, така да треба да се конзумира 3 грама. Тие што имаат проблем со крвен притисок, тие веќе треба да се консултираат со лекар и нели да
намалат, меѓутоа спортисти како мене треба да внесуваат помеѓу 5 и 10 грама сол редовно. Јас и толку конзумирам, иако не сум љубител на премногу солено, меѓутоа трошиме, се потиме, значи сврламе соли преку пота и така натаму. А сега кога правам физиолошки техники, јас си дупло повеќе од тоа внесувам. Сега последните неколку дена ја isfрлувам чисто за да се залепи нели кожата, за да се познава повеќе дефиницијата на мускулите, ама тоа е многу краткотрајно, мислам тоа е само техника за набина, така да. Одлично. Знаеш дека ни направи чест и привилегија што се продудивме и баш ни даде мотивација. И на мене ви благодарам. Да, испраќаме и како да кажам? Љубов и прегратки. За она утре што те очекува. Многу среќа. Стискаме палци. Молитвите, и за тоа ми треба љубов и прегратки. Ете така. Манифестација испраќаме, може така? Благодарам. Така е, Кате, ти благодариме многу за позитивната енергија ова утро. Се надеваме ќе ти биде убав денот, онака како што и ти започна, заедно со нас и со нашата публика. И се разбира, посакуваме успеси не само овој викенд, туку и на оној натпревар кој што го спомена по Великден во Шпанија, ако не се лажам, и секако за убавите работи да се видиме пак во студио. Ви благодарам многу и она што можам да го посакам на сите, без разлика како и да се чувствувате, вашата цел апсолутно не интересира како се чувствувате, затоа станувате, фаќете се за работа и денот ќе се прекрасно. Прекрасно кажано, да знаеш како мотивацијски говорник често ќе ти имаме вака наутро да не мотивираш. Поздрав до клиентката. Поздрав. Успешен тренинг за сите кои што сакаат да уживаат во тренинзите на Катерина Попева, секако ви е на располагање, а ќе посакаме секако среќа во текот на утрешното надпреварување. Јас и ти сме готови, само глазурата од одозгора. Тука имаме топено чоколадо со какао и малку кокос, да. Е сега бананата сама по себе си е доволно мека, особено дека ја ставивме малку ферментирана. Ставивме значи банана како подлога, грчки јогурт, путре од кикиритки и мет имаме овде. И сега од озгора го правиме третиот слој и ова ќе оди во ладилник. И практично имаме хелти чоколада. Здрав десерт. Да.